Да, продолжуваме со емисијата. Како што најавивме тука во студиото, гостин е господинот Ибрахим Ибрахими, првнешен министер за труд и социјална политика. Меѓу останатото имате извршувано функции во самото министерство и заменик и министер. Господин Ибрахими, добре дојдовте прво во студио 10, за прв пат доаѓате тука. Да, благодарам на поканата. Мило ми е што ќе имам можност да разговарам за одредени теми кои што се битни за Македонија. Да. Bona, кога зборуваме за труд и социјална политика, тука има доста категории кои се поврзани со овој сектор. Се разбира социјекономската состојба, платите, минималната, просечната, пензиите, социјалната помош и низа други категории кои се однесуваат на ова, но еве да почнеме со едно генерално прашање прво за самата социјекономска состојба во државата. Како гледате, бидејќи имаме очигледно дека имаме контрадикторни ставови, ајде да речеме, помеѓу власта и опозицијата кога се зборува за тоа, се разбира дека ние ќе зборуваме за бројките, дека едните велат дека состојбата е подобрена, другите дека е влошена. Вие сте биле и министер, како гледате сега на состојбата? Кога ќе направам споредба на она што беше, да кажам, до 2016 и сега она што е, несомнено дека социјекономската положба на населението се влошува, бидејќи фактот дека до 2016 21,5% од населението бил, или 440.000 некаде биле на прагот на сиромаштија, а сега се некаде повеќе од 650.000, несомнено зборува дека ситуацијата, значи имаме голем број на сиромашни луѓе. Исто така, инфлацијата допринесе да уште повеќе се зголеми прагот на сиромаштија кај луѓето, повеќе луѓе осиромашуваат, платите стагнираат, за жал. За функционерите не стагнираат, меѓутоа за обичниот граѓанин стагнираат, иако, например, минималната плата се зголемува, меѓутоа не е во сообразност со растот на инфлацијата. Така да, не е само моje лично мислење, туку и на многу професори кои што се бават со економските политики кажуваат дека ситуацијата, социјекономската положба на населението е многу лоша во моментот. Кога зборуваме за сиромаштија, за брак на сиромаштија, тоа се мери, претпоставам, според показатели, според примање на луѓето, просечни примари, и така се одредува кој може да се каже дека е сиромашен или на праг на сиромаштија. Па како што кажав, например, во 2022, бидејќи имаме оние кои што се екстремна сиромаштија, меѓутоа имаме и умерена сиромаштија. Бројот на оние луѓе кои што биле на прагот на екстремна сиромаштија во 2200 разборен, значи тоа се податоци кои што се достапни, е зголемен за 24%, или во бројка некаде од 56.000 на 86.000. А додека оние кои што се бројката на оние кои што се со умерена сиромаштија, бројката се зголемила за 20%, од 360.000 на 520.000, значи 520 и 80, значи 600.000 луѓе се сиромашни во Република Македонија. Значи зборуваме за политики кои што не дадоа ефект, иако, например, владата превзеде некои мерки со цел намалување на сиромаштијата, меѓутоа тоа се краткорочни мерки кои што не даваат ефект на подолг рок. Краткорочно ќе дадат на 2-3-4 месеци, но на подолг рок не даваат. После четвртиот месец луѓето се соочуваат со истите проблеми. Да, кога зборуваме за тоа, еве, кога ги гледаме показателите, економските параметри, еве да речеме за минималната плата, таа, значи, од 2016 ја зимаме као некој репер, значи таа од тогашните 12.000, полека растеше, сега е некаде 20.500, колку е прилика? 20.175, од март 22.500 ќе биде. Просечната плата надмина 30.000, ми се чини 30, не знам колку е. 38 и нешто така. Да, просечната плата, имаме раст на пензиите од тој период. Значи, кога ги гледаме показателите, и минималната, и просечната, и пензиите се драстично зголемени, но потоа, и како што вие исто така детектирате, имаме во исто време и пораст на сиромаштија. Зошто е тоа тогаш така? Затоа што потрошувачката кошница, за жал, е зголемена. Оној податок кој што излезе пред некој ден дека потрошувачката кошница околу 57.000 денари, значи
од Сојузот на синдикатите, оне податокот кој што го изнесува, значи зборува дека ти требаат неколку минимални плати за да се избори, за да ја покриеш таа кошничка. Например, сега да речеме во една паралела ќе направам. 2016 декември потрошувачката кошница изнесува 32.102 денари. Додека просечната минимална плата изнесува 23.457. Значи, со 73% учествува платата, просечната плата во износот на потрошувачката кошница. Додека сега 57.163 е потрошувачката кошница, 38.000 е просечната плата, така да сега имаме намалување на тој процент, значи 67% имаме покривање, значи просечната плата е 67% од потрошувачката кошница. Така да, значи зборуваме за намалување од околу 7-8%. Значи зборуваме за негативни трендови. Да. Значи, со други зборови, трошоците растат побрзо од примањата. Да, апсолутно. Од растот на примањата. Апсолутно. И тоа е проблемот. Да. Например, сите сме сведоци што се случуваше минатата година, например. Поскапувањата на лебот, брашното, зеленчукот, кој што се секојдневна потреба на населението, тоа допринесе да лебот само се намали, другото се си остане исто, и зејтинот, маслото, тој за јадење, се намали, другото се си остане некаде, ако се намали за 2 до 3%, ништо другото, например, не се намали. Така да, платите остана на едно ниво, а цените енормно се зголемија. Имавме многу пакети помош од страна на владата, да се вратиме уште за времето на короната, па потоа и на енергетската криза, значи за короната се дада тогаш некоја бројка беше од 650 милиони евра, потоа тоа порасна, мислам дека дојде некаде близко до милијарда евра, отприлика со сите социјекономски пакети, каде што навистина на различни категории, значи на бизнис секторот, на компаниите, директно на граѓани, на сиромашни, така натаму. Потоа дојдоа оние мерки кои се задржуваа на храната, на замрзнување на цени одредени и така натаму. Потоа имавме субвенционирање на електричната енергија цело време, константно, тоа се уште трае, инаку да речеме се субвенционира околу 90% од електричната енергија, отприлика така стои на сметките. Тоа е се кажување на владата, меѓутоа кај сите од нас со оглед на тоа дека треба минимално да користиш електрична енергија, кај сите од нас влегуваме веќе поголемиот дел влегуваме во трети и четврти блок, така да се зголемија цените енормно на сметките. Сведоци сме овие денови на луѓе кои што кажуваат дека им доаѓаат сметки по 2-2.500 евра, значи затоа што не се пресметувала, не се очитувал бројот, така да за 3-4 месеци им доаѓа по 2-2.500 евра сметка која што со минимална плата е невозможна мисија да се платат. Како што кажав, например, проблемот не тоа е селективно фактички, за 3-4-5 месеци владата превзема мерки. Субвенционира, да кажеме, потрошувачка, или им дава некој надоместок на пензионерите кои што се со минимална пензија на социјалните случаи. Меѓутоа, тоа сепак е краткорочно, 3-4 месеци. Проблемот после 3-4 месеци се појавува истиот, значи. Луѓето сепак се доведуваат во состојба да не можат да го прехранат семејството, на работна екзистенција. Значи, она што го кажав и претходно, сиромаштијата се повеќе и повеќе зема замав. За жал, можем да кажам. Добро, тогаш каде се решенијата? Ајде малку да позборуваме за решенијата, бидејќи доколку навистина констатираме дека се превземени низа мерки, значи кои навистина цело време се представува дека се превземаат, тогаш каде е тука расчекорот помеѓу мерките и реалност? Треба да зборуваме за зголемување на социјалната помош, значи на гарантираниот минимален ГМП. Треба да зборуваме за зголемување на пензиите, треба да зборуваме за зголемување на платите, бидејќи тие се три факторите кои што можат да ја намалат сиромаштијата. Без значи зголемување на платите, пензиите, социјалната помош, не можеме да зборуваме ние, например, за намалување на сиромаштијата.
Она што го истакнуваат и одредени економисти, например, од анализи кои што се прават од Виенскиот институт, економски институт, кажуваат дека треба сет на мерки да се превземат во насока на намалување на сиромаштијата. Значи, платите, поголем број на инвестиции, бидејќи сега, например, за да работиш сега порано беше атрактивно да се работи во државна институција, но за жал сега вработувањето во државни институции не е атрактивно, затоа што приватните компании нудат поголем личен доход отколку државните институции. На ниво на раководител, например, на оделение да си, би зел 35.000, а поголема плата ќе земеш да речеме во Ванхул или Дрекстер и Маер или други компании, приватни компании кои што работат во Република Македонија. Да. Тоа е навистина така. Добро, тогаш гледаме дека во поглед на освен на овие категории дека министерството например има покачено и има создадено на социјална пензија, право нешто што не постоело порано како категорија. Тоа е многу позитивна работа, морам веднаш да признам. Имаме и проекти кои се спроведени уште од министерката Мила Царовска, тоа е да речеме укинување на колективните домови, групни домови, создавање на мали тоа е започнало уште пред деинституционализација, на процесот на деинституционализација, например 11 октомври, значи тоа започна уште пред уште од наше време, со тоа што 11 октомври започна тогаш да не биде веќе групен дом, туку да се формираат мали групни домови. Децата се прашаат во згрижувачки семејства, така да процесот на создавање на негабаритни, значи зборувам негабаритни, туку мали оделенија, каде што ќе престојуваат, е поефикасен и води кон поголема социјализација на луѓето, тоест на лицата социјален ризик во рамките на општеството. Инаку, типовите на домови, како 11 октомври, создава поголем проблем и за самата држава, но и за самата институција, бидејќи сепак тука живеат лица, тоест лица со социјален ризик, кои што би рекол дека примаат влијание еден од друг и може да навлезат во некои други состојби, криминал или некој што друго, или не дај Боже и проституција. Да, во ред, тогаш како го оценувате тој проект до сега, бидејќи постојат од време на време излегуваат информации дека постојат проблеми во тој проект во однос на ајде да речеме и на злоупотреба на децата од страна на згрижувачките семејства, но и на запоставување на децата и на нивниот образовен процес. Па еве имавме информации особено и за децата роми кои се згрижени дека се запоставуваат во однос на образовниот процес или поточно кажано не се праќаат на училиште и така натаму. Како би го оцениле сето ова, како функционира во однос на порано? Треба поголема контрола од страна на системот врз тие институции кои што се задолжени за лицата со социјален ризик. Например, во Шуто Ризари има еден центар кој што е сега отворен, кој што работи со деца со социјален ризик. 24 деца престојуваат, меѓутоа во текот на денот добиваат, значи, и можност и да се дообразуваат, значи помош иако посетуваат училиште, меѓутоа тука ги завршуваат нивните домашни задачи, добиваат дополнителна обука под математика или други предмети кај што покажуваат слабост, така да им се вградува некој друг, значи се влие врз свеста дека за значењето на образованието. Бидејќи без образование денес не можеш ништо да направиш, апсолутно. Иако, например, можам да кажам дека се уште е голем процент на оние кои што го напуштат образованието, тоа е, значи, било и се уште е, таа стапка некаде 20-24% го напуштат образованието, меѓутоа сепак мора да се работи, значи тука треба и труд и трпение и се, за да се успее. Овој проект кој што го кажав од Шуто Ризари, например, доста покажува резултати во изминатиот период, бидејќи кај децата се вроди љубов кон образованието, што е многу битно за да едноставно тие не размислуваат како нивните родители,
туку да размислат да го продолжат своето образование во средното училиште, кој што е во рамките на општина Шуторизари, но исто така и да размислуваат за запишување во високообразовните институции. Така да верувам дека поголемата контрола од страна на институциите, значи врз ваквите згрижувачки објекти, центри за социјален ризик кои што работат, верувам дека ќе допринесе да се менува и сликата, но и да се спречат таквите нуспојави кои што се јавуваат. Да. Во однос на тоа, имаме еден друг проблем, тоа е константен проблем, тоа се децата питачи и нивната злоупотреба, но не само децата, имаме тука и возрастни, но ајде се концентрираме ние на децата како категорија која е злоупотребена. Ние тука сакам да потенцирам дека токму од ова студио 10 многу често разговараме на оваа тема. Имаме еден гостин кој константно правиме апдейти до каде сме, што сме, и имам чувство дека за ова многу малку се зборува во општеството. Некако како да се навикнавме ние дека постојат тие луѓе и тие деца и дека тие висат на семафорите и дека таму треба да бидат. Веќе не се ни осврнуваме на тие, а гледаме дека тоа се бебиња кои, значи никој не ги прашува нив дали таму ќе бидат или нема да бидат, на студ, на дожд, на топло, и така натаму. Ми се чини дека овој проблем е генерално запоставен од општеството не само сега, значи од секогаш, и дека за тоа како да нема политичка волја да се пристапи кон решавање на овој проблем. Политичка волја има, меѓутоа, ајде сега ќе кажам едно своје искуство од претходниот период. До 16 часот ги носиме во центри, каде значи има и семија, и добива храна и се. После 16 часот повторно се враќа на улица. Значи тоа е веќе во нивната психа влезено тоа, дека мора да отидат тамо, но исто така морам да потенцирам дека има одредени луѓе кои што ги злоупотребуваат таквите деца. Така да кажеме, ајде да кажеме како организирана мафија која што им плаќа на родителите за да нивните деца работат за нив. Тоа мора повеќе општеството, тоа мора повеќе општеството, тоест Министерството за внатрешни работи во соработка со Министерството за труд и социјална политика да ги најде таквите луѓе и буквално согласно закон тие треба да се казнат апсолутно и да се внимава на тие деца кои што се злоупотребени, повторно да се работи со нив, со некои посебни третмани за да едноставно им се вроди љубов кон образованието и да можат едноставно да размислуваат за нив, да имат екзистенцијата во иднина за нив, но и за нивните идни семејства кои што ќе ги добијат нивните идни семејства во Република Македонија. Да, јас знам ово што го зборувате дека е навистина така, дека мислам институциите дека ги тргаат и дека тие потоа повторно се враќаат и дека обстојува тој проблем и дека тие бидејќи тие доброволно одат да просат, но како што кажав тука се злоупотребени децата, никој не ги прашува. Да. Тогаш потребна ли е некаква промена на стратегијата? Треба ли некаква по-сеопфатна стратегија за да се реши проблемот, бидејќи мора да постои решение, нели? Не е решлив проблем. Да, има еден случај во мое време каде што одзедовме родителско право, бидејќи мајката ги злоупотребуваше децата, но тоа е краткорочно. Со одземањето на родителското право, бидејќи сепак за да одземеш родителско право е процес кој што не знаеме каде после тоа ќе го вратиш во дом. Во тоа време се уште постојат гробните домови, не знаеш таму што ќе се случи со детето. Не значи дека сте го решиле проблемот. Да, апсолутно. Меѓутоа треба да се работи и со родителите и со децата дека она што го прават влијае врз иднината на нивните деца, но исто така и влијае врз иднината на нивните родители, бидејќи тие можат да завршат во затвор заради злоупотреба на нивните деца и да се соочат со земјање на родителско право, но исто така со децата да им се објасни дека тамо не им е местото. Туку местото им е во училиште, каде што можат да имат своја иднина. Но од друга страна, одреден број, не се сите, но одреден број на случаеви и сиромаштијата е фактор.
за тоа. Значи, гледаме родители со деца каде што просат. Така да, кога им се обраќаш, буквално, вика, немаме што да јадеме. Така да и сиромаштијата го прави ова. Но сепак и прашање, да, се разбира дека е сиромаштијата, но некогаш и тие луѓе прилично добро заработуваат и се решаваат на тоа бидејќи им е полесно, а не толку колку што е... Апсолутно, да. Тоа не сме да се негира и да се занемари тој факт, дека подобро ќе отиде, некој ќе отиде да питачи, каде што се работи, например, дневница, поголема дневница, колку, например, некој што ќе работи во државна институција. Да. Апсолутно согласен со тоа. Така е тоа, навистина. Добро, некако полека се префрлуваме на теренот на ромската популација, бидејќи вие и порано и сега и политички настапувате и во тој сектор на некој начин се залагате за остварување на правата, за мониторирање на правата на ромите, на нивниот социјекономски статус. Ми се чини дека и таму опстојуваат проблемите. Имавме, господин Ибрахими, и во ваше време таа фамозна декада на ромите, за која многу се зборуваше, многу проекти беа насочени во тој правец, но постојат критики кои ги слушнав од доста луѓе, дека таа декада не ги исполнила очекувањата и не ги решила проблемите кои требало да ги реши. Зошто е тоа така? И дали е така прво? Дали мислите? Да, декадата опфаќаше 4 сегменти, значи вработување, здравство, домување, и култура. Меѓутоа и образованието ест. И култура како пети сегмент. Во одредени делови, значи во одредени сегменти има напредок. Например, во делот на образованието имаме напредок. Затоа што за разлика од 2001, од 2005 кога се започна декадата до ден денес, зголемен е бројот на студенти роми во високообразованите институции. Може би сега податок ќе кажам дека 94-та, значи во моје време кога студирав, имаше само 7 студенти на државните универзитети. Сега се повеќе од 100, дури бројката секојдневно се менува, така да и во приватните универзитети, така да бројката е рапидно зголема. Значи тој сегмент е подобрен, да речем. Во делот на здравство. Се уште имаме проблеми со лица кои што немаат пристап до здравствените услуги и се уште, за жал, имаме одредени стереотипи кон ромите кога се обраќаат во здравствените институции. Сведок сум неколку пати. Сега, ајде, додека бев министер, може би нема време да го видам тоа. Меѓутоа, сега кога ќе отидам на лекар, го гледам лошиот однос на вработените во здравствените институции кон ромите. Мислите дека тоа е поради стереотипи? Стереотип, дискриминација, значи лош однос, за разлика од некој друг, например, кој што е облечен до терен, има поинаков третман вработените, отколку ромот кој што и да е облечен, меѓутоа бојата на кожата веднаш реагираат поинаку. Неговиот вокабулар, значи реагираат многу поинаку. Во делот на домување не може да се реши проблем. Добро, процесот на легализација на девјоградбите многу помогна во делот на домување на ромите. Иако се уште имаме голем број на нерешени прашања во делот на легализација, но со 40 милиони денари на годишно ниво не може да се решат проблемите на ромите. Владата која што ги одвојува за потребите на домувањето, не може да се решат проблемите на ромите кои што се наталожени претходните 50 години. Кога ќе отидете во Баир, луѓето се уште се соочуваат со немање на вода, буквално влечат црево за да стигнат до вода. Се уште имаме неасфалтирани улици. Во Прилеп исто така, Виница, Делчево, секаде, например, ќе видите дека и ромите се надвор од градовите. Кога ќе приметите, например, секаде, ромските населби се надвор од градовите, така да и не се урбанизирани. Значи, се уште тамо имаме голем проблем во делот на домувањето. Бидејќи сепак потребни се големи средства за да среди проблемот со домувањето. Во делот на вработување,
благодарение на голем број на инвестиции кои што дојдоа, значи и кои што имаат потреба од лица кои што бараат работа, голем број на роми се вработија во таквите фабрики, кои што примаат, можам да речам, солидни примања, меѓутоа се уште загрижува високата бројка на лица кои што се пријавуваат во Агенцијата за вработување. Некаде 10 до 12.000 имаме роми кои што се пријавуваат во Агенцијата за вработување, за разлика од 2016 кој имаше само 6.000. Значи, расте бројот на невработени роми. Јас можам да забележам и многумина со кои сум зборувал дека може да се примети, на пример, за разлика од порано, што е секако позитивно, зголемен број на вработени роми во приватните компании кои работат, да речеме, во продавници, во молови, во обезбедување, во техничките служби, но и во самите продавници, на продажните места. За разлика од порано, сега има навистина гледаме многу повеќе роми пред нас, ајде да кажеме. Недостатокот на работна сила е причина за тоа. Си го прави своето. Значи буквално тие се приморани да ангажираат лица од ромската заедница за да едноставно некој ја врши работата која што треба да се врши. Меѓутоа, ако погледнете од друга страна, бројот на роми во државните институции никаде ги нема ромите. Не помага тука рамковниот договор кој да не заборавиме не е само за македонците и албанците, нели? Не помагали балансерот, нели помагаат квотите тука. Злоупотребата на балансерот е најголем проблем. За разлика од порано, например, рамковниот договор, подосна генералниот секретаријат, имаше вработувања за роми. Посебно, например, треба се вработат 40 роми во државни институции. И аплицираат ромите и се вработуваат. Меѓутоа, денес, прво, она што најголем проблем, нема политичка моќ. Значи, буквално, ромите не се застапени никаде во институциите. Немаме министер, немаме заменик министер, немаме директори. Сега е интересно дека немаме ни пратеник од ромска партија во собранието. Има кој што е не од ромска партија, нема. Од ромска имаме нема. Во склоп на СДСМ Љате Фешиковска, да. Но немаме, интересно е после не знам колку време немаме пратеник од ромска партија. Нема од 2020, значи немаме. До 2020 беше пратеникот Амди Бајрам, од 2020 намо веќе немаме. Имаше одредени период кога имаше и двајца роми во собранието. Да. Сега повеќе тоа го нема. Имавме период кога имаше министри, заменици, кога имавме роми, директори во делот на образование, во управата за образование, така да сега тоа поошто. Сега сме сведени на ниво на пратеник и државен секретар во Министерството за правда, ништо повеќе. Но се случи, господин Ибрахими, и еден друг момент кој е за многумина необјаснив, тоа е и пописот, каде што ромите исчезнаа на пописот. Значи, каде што сите очекуваа во однос на претходниот попис и на наталитетот на ромската заедница и согласно сите нормални статистички показатели дека требаше да имаме поголем број на роми, ние на пописот излеговме со помал број на роми. Како е можно? 2000, значи сега 2021 беше последниот. Да. Предходниот попис беше 2002, ако не се лажам. Да. Таму бевме 53.879. Сега сме некаде 46.367 или 253. Значи испаѓа, согласно статистиката, испаѓа дека ромите 20 години никој не се раѓал. Буквално, а сите знаеме дека кај ромската популација не е млада популација. Значи наталитетот кај ромите е најголем. Да. Проблемот е во тоа што немаше доволен број на попишувачи роми. Значи, еве сега че она што го знам, значи за Шуто Ризари, од цели квартови буквално, цел дел од населбата не остане непопишан, бидејќи немаше попишувачи роми. Државата, за разлика например од пописот кој што беше 2011 или 2014, се не држите збор, каде што имаше, буквално влечевме од други градови попишувачи за да се заврши пописот, меѓутоа ради политички причини тогаш беше прекинат. Се уште се чудам буквално на податоците, бидејќи дефинитивно бројката не одговара на реалноста.
Има 25.000 имаме во Шуторизера, Шуторизера има 40.000. Има две да речеме интерпретации. Едната е ова што го зборувате дека луѓето воопшто не се попишани, а има и други дека се попишани но дека се ставени во други графи. Вие во која повеќе се сомневате, да речем? Јас сум во ова што го кажав, дека дека воопшто не се попишани, затоа што кажувам за Шуторизер, тој дел кој што е, сигурно има 2 до 3.000 роми, така да тие останат непопишани во Шуторизери. Исто така голема причина можам да кажам дека е за голем број на роми замина од Република Македонија надвор и тие остана непопишани, за разлика од например албанците се организира и во странство да се попишат. Кај нас тоа немаше организиран попис од страна на и невладините ромски организации, но исто така од ромскиот политички фактор. Да, но проблемот е што пописот е потоа основа за црпење на колективните права. Знам, апсолутно согласувам. И за вработувањето за се. Да. Меѓутоа, во на време во кое што јас бев, например, политички активен, во тој период со ромските политички субјекти, ние имавме голема активност во делот на пописот. Затоа што знаевме дека пописот е основа за воидните за креирање на политики, за добивање на одредени бенефиции се. Сега мислам дека тоа се занемари од страна на актуелната политичка власт, но исто така и од страна на политичките партии кои што партиципираат со актуелната политичка власт, така да. Но дали мислите дека проблемот еве да речеме и од страна на самите политички партии кои претендираат да ги представуваат ромите, бидејќи не е направена доволна ајде да речеме едукација или не му е објаснето на населението што значи доколку не се попишат. Бидејќи види да не забораваме дека постојаат политички повици на ниво на држава, зборуваме да не се попишуваат луѓето, да се бойкотира пописот и така натаму, но ми се чини дека тогаш не им се објасни убаво на луѓето дека без разлика дали вие ќе бойкотирате, нема да бойкотирате, дека тие податоци подоа ќе бидат официјални и дека тоа никој нема да го смени. Мислам и веќе е јасно. Тоа е веќе јасно дека е така. Можам да констатирам дека ромските политички партии во моментот на невладините организации кои што работат на пописот недоволно се ангажира во делот на информацијата дека пописот е значен за иднината на ромската заедница, за креирање на политики за иднината на ромската заедница во наредните 10 години, но истовремено и одредена незаинтересираност на самата ромска заедница, што ќе се попишам, што ми треба тоа, но исто така можам дел од ромската заедница мислат дека со пописот тие работат на црно, земаат социјална помош, мислат дека ќе им се скратат социјална парична помош. Се плашат и тоа. Да, се плашат и тоа. Тоа е веќе од неедуцираност. Да, апсолутно. Најголем проблем кај ромската заедница, генерално зборам за Република Македонија, е недостатокот на информација. Значи информацијата, голем гап имаме во делот на дисеминација на информацијата. Бидејќи информацијата значи дека значи можност да се добие одредено право. Кај ромската заедница тоа е ускратено буквално. Ради незнаење, ради незаинтересираност на државата да ја пренесе таа информација, но исто така и незаинтересираност на одредени ромски политички субјекти, невладини организации да ја прошират информацијата. Така да тука имаме веќе сериозен проблем, самата заедница има сериозен проблем во делот на остварување на правата и добивањето на вистинската информација. Кога зборуваме за тоа, за работата со ромската заедница, тука е неизбежна и улогата на невладините организации. Знаеме дека има доста невладини организации кои се занимаваат со политики, кои се поврзани со ромите, бидејќи токму поради лошиот социјален статус на ромите, најчесто и меѓународните фондови се насочени натаму се даваат најмногу пари и така натаму, но постојат критики дека тие најмногу невладини организации дека повеќе се фокусирале на самите проекти, на бизнисот поврзан со проектите, отколку на реална имплементација на тие проекти и помагање на ромската заедница. Мислам дека се согласувам со вас во овој дел, меѓутоа овде државата како држава не може ништо да направи затоа што тоа се пари на донатори. Да. Донаторот е оној кој што треба во делот на мониторинг
и на евалуација, да се огледа дали, например, одредена невладена организација ги реализирале одредените цели кои што се предвидени со проектот или не. Така да кажеме сега, например, во Шутор Изари се формира еден центар кој што е општински ресурсен центар. Сега скоро беше премиерот во посетен општина Шутор Изари, иако можам да истакнам дека владата воопшто не партиципира во овој дел. Туку општината сама се задолжи во деловните банки за добивање на кредит и со донација на UNDP за да го изгради тој општински ресурсен центар. Меѓутоа UNDP како меѓународна организација доста е заинтересирана во соработката со одредени ромски невладени организации кои што работат на подрачјето на општина Шутор Изари. Значи буквално имаме одлична соработка и евалуација од страна на самиот донатор. Во други делови, например, во делот на образование, кои што инвестираат, се уште, значи, се очува или лажни извештаи, некои испраќаат, или пак донаторот само да каже дека ги дал парите и толку. Не се интересира дали проектот ги остарава целите или не? Имаше одредени проекти кои што се финансира од Ромскиот едукативен фонд во минатото, да речеме во делот на образование, меѓутоа партнер им беше Министерството за образование и одредени невладени организации. Така да тука имаме веќе огромен напредок во делот на образование, како што кажав претходно. Значи, и во делот на позитивни резултати во делот на образованието, во делот на вклучување на децата во љубовта кон образованието, запишување во средното образование и запишување на факултетите. Така да тука веќе имаме напредок. Меѓутоа, во одредени други делови се уште стагнираме. До кога политичките партии ќе ги гледат ромите само како гласачка машинерија? Како луѓе кои пред избори ќе им дадеме пари, ќе им дадеме шеќер, брашно, сол, што сакаат, само нека гласаат за нас и потоа 4 години ги забораваме. Вака сега, јас ќе кажам дека ромските политички партии, за разлика од минатото, ја нема таа моќ. Значи, ајде сега, едно време беше Сојуз на ромите кој што беше во коалиција со ВМРО да помене, значи имаше одредена моќ, имаше гласачко тело. Сега се соочуваме со политички партии кои што не можат да ги пререгистрираат нивните партии. Значи, буквално се недостаток на членство. Злоупотребата на ромските гласачи се јавува од страна на големите партии. Бидејќи тие имаат пари, тие имаат моќ за да буквално и го купат гласот на оној сиромашен кој што е, но исто така со самото купување јас сум те платил тебе, немаш ништо ти што да бараш. За разлика, например, од ромските политички партии кои што им кажуваат дека твојот глас, значи одлучува каква политика ќе превземе државата во иднина кон нас ромите. Се случувало, јас верувам дека нема се случува во иднина, бидејќи сепак и народот веќе е свесен дека со 1000 денари ја продава својата иднина за 4 години, или со 50 евра нека е, ја продава нивната иднина за 4 години и дека треба да се работи на подобрување на нивната состојба, задржување на младите, што е многу битно, отварање на инвестиции каде што се работат роми, како сега што имаме, например, каде што се вработува на вистина роми, меѓутоа и да се спречи бранот на одење на младите надвор од државата. Да. Добро, пред крај на разговора да ве прашам, бидејќи сега сте политички активен, настапувате во рамките на ВМРО ДПМН, работите на ромски прашања, но интересно е дека сте биле министар токму во техничка влада, каква што ќе имаме сега. Постојат некакви сега несогласувања помеѓу ВМРО ДПМН и власта за самото учество на партијата во таа техничка влада, во каква форма би било, дали тие би ја поддржале владата, дали не. Нема да ве прашам за тоа се сепак партиски ставови, но ќе ве прашам за самото функционирање на таа техничка влада. Постои ли навистина некаква влијание, бидејќи сте биле министар, знаеме како е тоа, бидејќи е прва функцијата привремена, потоа таму постојат едни цели структури кои не се менуваат, да речеме ќе се смени министрот, но целата структура останува и така натаму. Бидејќи и сега е за опозицијата, порано сегашната власт беше опозиција,
се менуваат улогите, па затоа генерално ќе ве прашам дали таа техничка влада ги исполнува задачите за кои е создадена со пржино. Како гледате на тоа? Техничката влада има една цел. Спроведување на избори, ништо повеќе. Да, но дали остварува таа цел? Дали помага, еве, да речеме на опозицијата да биде коректив за подобро остварување на изборниот процес? Голем проблем е при значи се зборувам за труд и социјална и внатрешни работи каде што имаме министер од опозиција, да, а дополнителен заменик од позиција. Да. Таму е со врзани потписи, значи секоја одлука која што мора врзани потписи да има, тука веќе се соочуваме со голем проблем. Затоа што министерот, да кажем, ако една одлука донесе, доколку дополнителниот заменик министер не се согласува со тоа, веќе имаме трета инстанца треба да одлучува, тоа е Државната изборна комисија по однос одреденото прашање. Така да техничката влада, значи тоест пржинската влада, првата пржинска влада беше создадена само за тоа време. Сега ова се што е фактички е буквално губење на време и заложник сум она што го промовираше ВМРО да помена исто така за укинување на оваа техничка влада. Бидејќи сепак е губење на време, се губи многу време. Во мое време 6 месеци се чекаше да се формира владата. А нема ефекти, нема никакви ефекти. Апсолутно нема никакви ефекти. Единствено можам да кажам дека во делот на Министерството за социјална политика ефектот е контрола. Бидејќи сепак Министерството може да направи погрешни чекови насока на доделување на еднократна парична помош на лица кои што се. И мислам дека една од причините за поразот на ВМРО во 2020 беше тоа што нема представник во Министерството за труд и социјална политика и се немаше контрола врз процесот на доделувањето на социјалната помош. Мислам дека тука се изгуби голема контрола, така да тоа власта го злоупотреби и многу гласови отида на контото на СДСМ. Да. Добро, господине Ибрахими, ви благодарам за овој разговор, како што кажав на почетокот, прв пат во студио 10, се надевам нема да биде последен пат. Благодарам и на вас на поканата, јас се надам дека нема да биде последен. Да. И со овој разговор, со овој интервју го завршуваме ова студио 10. Почитувани, ви благодариме на вниманието и на довербата. Останете со телевизија 24 за брзо ќе ги видите најновите вести и сите информации кои ве интересираат.